Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма Амбулант. Денеска ќе зборуваме за тестовите што се користат во кардиологијата за подобро да го разберете вашето срце. Кардиологот може да ве упати да направите ЕКГ или пак ехо на срце доколку имате некакви симптоми или пак срцева состојба која што бара да дознаете нешто повеќе за неа. За основните дијагностички методи во кардиологијата со кои што се поставува дијагноза, денеска зборуваме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Започуваме веднаш откако ќе ги видиме рекламите. Кои тестови во кардиологијата ни помагаат подобро да го разбереме нашето срце, ќе ни објасни доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, задоволство секогаш да се биде гостин во вашата емисија. Докторке вела дека брзиот, забрзан начин на живот го старее предвремено организмот на човекот. Се одразува ли сето тоа на срцето и крвните садови? Нормално дека се одразува како и на сите органи, така и на срцето, кој е еден динамичен орган кој всушност одмора во својата така наречена диастола, периодот кога се шири срцето за да може да се наполни со крв и за да се контрахира, односно да се стисне и да го испумпа ударниот волумен. Во тој период кога срцето е релаксирано, односно во диастола расширено, всушност тогаш се случува срцевото одмарање. Тоа е најчесто ноќе, во ноќниот период кога е тоа и најпродолжено. Така да сите оние елементи од нашето живење, напнатост, недвижење, зголемениот крвен притисок, стресот, недоволно сон, сите тие влијаат околу биохимијата на срцето и неговата физиологија, која се повеќе и повеќе овие елементи кои што ги набројав го доведуваат до патофизиолошка состојба. Значи, колку што можеме повеќе да внимаваме, барем да се наспиеме како што треба и што внесуваме преку храната за да не ги оштетиме срцето и крвните садови со оние наслаги како дел од атеросклерозата. Докторке, дали со оние основни тестови во кардиологијата може да се забележат срцевите предиспозиции? Најголемиот дел од предиспозициите на срцето и од почетните патолошки состојби може да се дијагностицираат, да се утврдат со овие основни, всушност, алатки во кардиологијата: ЕКГ, записот на срцевата струја и ехокардиографијата. Но пред се, да не забораваме и на физикалниот преглед, комуникацијата со пациентот која не ориентира во кој правец ние всушност треба да трагаме за одредени кардиоваскуларни заболувања. Значи, пред се да прашаме за семената анамнеза и генетските предиспозиции кои можат да не натераат да размислуваме во правец на исклучување на одредени такви состојби или на времено утврдување, како би го ориентирале пациентот во кој правец треба да се да живее. Значи, кога пациент ке се јави на кардиолог, многу е важно да ја представи и семената историја на срцеви заболувања. Секако. Така, да погледнеме кои се основните кардиолошки тестови кои што помагаат подобро да го разбереме срцето, а тоа се ЕКГ-то, ЕКГ при напор, односно стрес тест, 24-часовен холтер ЕКГ запис, ехо на срце, односно доплер ехокардиографија, стрес ехокардиографија, напредна ехокардиографија. Докторке, се тоа ќе ни го појасните детално. Ќе започнеме од оној брз и едноставен метод ЕКГ, на кој што не праќаат на систематските прегледи или пак кога ќе се пожалиме на, да речеме, некоја градна болка, замор и слично. Што се гледа на ЕКГ снимката? Електрокардиографијата или скратено ЕКГ ги снима срцевите струи или срцевите потенцијали кои се дел од срцевата револуција. Тоа значи дека срцето како мускул, како и останатите мускули, за да може да се контрахира, потребно е да произведе струја која се случува во одредени тактови. Срцето има собствен автоматизам, значи има собствен генератор на тие струи, кои во одредени сегменти поминуваат прво низ предкоморите, а потоа и низ коморите и всушност овозможуваат онаа работа, механичка работа на срцето. Всушност ние сега зборуваме за електромеханичка синхронизација на срцето. Доколку срцевите струи се неправилни, ние тоа го детектираме на ЕКГ-то. Например, доколку има блок во создавањето на импулс,
значи синус арест го нарекуваме тоа. Едноставно срцевиот песмейкер не успева да генерира потенцијал, тогаш ќе имаме пауза. Ако е таа подолга пауза, тоа ќе се манифестира во механичката работа на срцето, што значи дека срцето нема да испумпува ударен волумен крв кон мозокот и тоа може да се манифестира како несвестици. Постојат и други видови на блокови помеѓу предкоморите и коморите, тоа точно се дијагностицира со помош на ЕКГ-то. Постојат блокови во гранките на срцевиот мускул, левата и десната гранка, кои исто така се верифицира со електрокардиографијата. Но градната болка која вие ја споменавте и всушност е една од најбројните патологии, а се однесува на стеснувањето или зачепувањето, запушувањето на срцевите артерии, ни е многу важна за да разграничиме дали постои несклад помеѓу срцевото напојување и протокот низ крвните садови на срцето, коронарните артерии и срцевиот мускул. Всушност тоа е ангината пекторис, која може да биде стабилна или нестабилна. Промените кои се типични за овие мисмач, значи несогласување помеѓу потребата и напојувањето заради стеснувањето на крвните садови и се манифестира физиолошки, клинички со градна болка, можеме да ја верифицираме на ЕКГ. Како промени во тој СТ сегмент на ЕКГ-то, кој представува дел од реполаризацијата на срцевиот мускул, кога тие, она што го споменав на почетокот, срцеви иони, срцева струја, активацијата поминува низ срцевиот мускул, пред коморите па коморите, а потоа ионите се враќаат на своето место, за да може да започне следниот циклус кој му претходи на следната контракција на срцето. Доктор, секогаш ќе забележите на ЕКГ дали некој пациент има, да речеме, аритмија? Може тоа да не биде видливо на ЕКГ-то? Може да не биде видливо, бидејќи во ЕКГ-то всушност трае одреден број на секунди, зависно од тоа колку ни трае еден ЕКГ запис или ако сакаме малку подолго да го наблюдуваме ЕКГ-то пациентот додека лежи, а ние со електродите што се поставени го гледаме срцевиот запис ЕКГ-то на ЕКГ мониторот. Но тоа е еден краток релативно временски период, може да биде 1-2 минути, типично 10 на 15 секунди и можеме да ги промашиме тие пореметувања во аритмијата на срцевата работа. Па поради тоа, нели, доколку имаме некакви симптоми кои не асоцираат на испади во ритмот на срцевата работа, го посочуваме испитувањето кој го нарекуваме 24-часовен холтер ЕКГ, односно тоа е основното мерење на ЕКГ, кое што го правиме за да утврдиме дали има некакви поизразени видови на аритмии, како екстрасистоли, тоа се всушност прескоци или екстра битови, вишок на битови кои потекнуваат од некои делчиња на срцевата мрежа, така да ја наречам, и кои што се возбудени. Можам како аналогија да споменам дека кога ни играат мускулите на рацете, на лицето, на окото, кога ни трепери, тоа е еден вид на слична ситуација, кога делчиња од срцевата инервација ускокнуваат во оној основен срцев ритам, но кои може да бидат бенигни, тотално банални или може да бидат асоцирани со одредени пореметувања во функцијата или пак во анатомијата на срцето. За снимката да биде успешна, електродите од уредот треба да бидат поставени по точно дефиниран распоред. И сега како гласи тој распоред? Значи, ние ја снимаме срцевата струја во една рамнина. Тие потенцијали ги собираме всушност од рацете и од нозете. Оние струи кои патуваат во таа рамнина на срцето од една страна, тоа се стандардните одводи, но исто така редиме и едни така наречени прекордијални, значи предсрцеви одводи, со кои што срцето го снимаме од друг агол, од попречен трансверзален пресек. И на тој начин правиме еден вид на снимање на срцевата струја од два агли. Така да, всушност постојат 3 стандардни и 6-12 одводи, од кои што ние го анализираме. Треба да легне? Да, пациентот треба да биде во лежачка положба, за да можеме, бидејќи фактички стандардизирањето на ЕКГ-то е во лежачка положба, кога пациентот лежи. Може и дополнително да се додадат уште неколку одводи кои што ја снимаат специјално десната комора, но во праксата тоа се работи поретко. Има ли пациенти кои што е неопходно да се направи ЕКГ? Практично сите луѓе треба во некој момент од животот да направат ЕКГ. Зошто е тоа така? Затоа што треба да имаме представа, нели, постојат аномалии во поставувањето на срцето. Тоа е декстрокардија, така наречена. Срцето е наместо да е ориентирано кон левата страна на градниот кош, срцевиот врв е ориентиран кон десната страна. Имаме и тотална декстропозиција на внатрешните органи. Тоа се навистина ретки ентитети, меѓутоа ние не можеме да ги знаеме доколку не направиме ЕКГ и пред се доколку не поставиме слушалка па да ги анализираме срцевите
звуци, удари, да, срцевите тонови. А дали секој пациент што ќе влезе во хируршка сала мора да има со себе една ЕКГ снимка? Пожелно е, би требало, заради тоа што интервенциите хируршки се изведуваат со анестезија, општа анестезија, во која што се употребуваат медикаменти кои е потребно да одземат свеста, нели, да пациентот биде во несвесна состојба и да предизвикаат аналгезија, односно обезболување, како би одела таа процедура. Меѓутоа, тие неселективно влијаат и на срцевиот мускул, срцето рековме има своји нерви, кои што ја контролираат неговата работа, ја синхронизираат, ја управуваат и може да делуваат изразено кардиоинхибиторно. Тоа значи да го успорат и срцевото работење и да снижат срцевата контрактилност. Во случај на одредени заболувања кои не се манифестни на срцето, пациентот, човекот кога ги обавува своите активности, не ја активира таа резерва на срцето, значи не знае всушност за некакви заболувања, седентарен начин на живот, одење до пазар, продавница, дома готвење и така натака, качување 2 катаскали, вообичаено не се доволни за да поттикнат збеднувања во срцето кои би укажале на нарушување на неговиот функционален потенцијал. Токму тоа, оние луѓе кои имаат такви заболувања, а не се откриени, во текот на хируршката интервенција можно е да се манифестираат со компликации. Да ги поканеме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, вашите јавувања се добре дојдени. Доктор Маја Шушлевска-Павковски, интернист кардиолог, ќе даде појаснување на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме. Следува 24 ЕКГ при напор, односно стрес тест, значи тоа ќе го разјасниме пред 24 часовниот холтер. Понекогаш на пациентите им се советува да направат ЕКГ при физички напор. Зошто е тоа важно? Тоа е важно, бидејќи срцевите крвни садови имаат посебна физиологија, во споредба со каротидните, да кажем, или на периферните, на нозете или на рацете, бидејќи срцевиот орган постојано се контрахира и всушност протокот низ крвните садови се одвива за време на таа диастола, која што претходно ја напоменав, и тоа се всушност проводните крвни садови, кондуит крвни садови, епикардијални, за кои најчесто зборуваме кога мислиме на стеснување или запушување. Она атероматоза како патофизиолошки процес, кои со сите оние фактори кои ги знаеме, ризик фактори, доведува до забрзано старење, па пациентите ги спраќаме на стрес тест и така натака да ги откриеме тие заболувања. Но крвните садови на срцето покрај овие епикардијални, потоа во внатрешноста во мускулот се разгрануваат на многу мали, со 300 микрометри калибар мали крвни садови кои имаат огромен потенцијал да се шират и да се стеснуваат. Всушност сега зборуваме за резистенција на малите крвни садови, односно микроваскуларна резистенција. Што значи тоа? Тоа значи дека и доколку имаме стеснување од 30 до 70, значи еден широк распон на стеснување на крвните садови, овие големите што ги споменав спроводни, тие не мора да бидат функционално значени. Што значи тоа? Тоа значи дека 70% стеснување на крвни садови можно е со оваа манипулација на малите крвни, микроваскуларната резистенција, да се обезбеди проток. Тоа ни го покажуваат бројни студии на ангиографија и исто така, стентирањето, значи ангиопластиката, она што ние сега популарно реваскуларизациони техники со байпас или со стентови попопуларно, не обезбедува разлика во однос на квалитетот на напојување на срцевиот мускул кај овие лези, да ги наречам, стеснувања. Тоа може да се утврди со помош на овие динамски тестирања, каде што можеме да го наблюдуваме ЕКГ-то, меѓутоа и со стрес екокардиографијата, каде што гледаме всушност дека и покрај такво стеснување овозможено е правилно функционирање на срцевиот мускул. Тоа е таа природна, да речам, нелинеарен патерн на нашето срце во однос на тие стеснувања, адаптативните механизми и единственоста, уникатноста на секоја индивидуа, да кај некои луѓе може на 50% да има разлика, испади во таа кинетика, срцето да не помпа правилно, а кај одредени, па и поголема лезија да обезбеди срцевиот мускул адекватно напојување. Зошто ова го напоменувам? Бидејќи поставувањето на вакви стентови понатаму може да значи компликација, а да не даде доволен резултат. Затоа современата кардиологија оди во тој правец да обезбедува и вакви функционални проценки на циркулацијата на срцето. Имаме гледач, ќе му дадеме предност пред да ни појасните на каков начин се изведува ова тестирање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање до докторката. Повелете, ве слушам. Голем поздрав и се најубаво. Вака, од време на време срцето ми взлупува како струја да ме здрмува. Ја ќе ве молам
што да направим и што може да ми биде и што понатаму лекување или испитување или ќе ме молам да ме Така, објасните. што може да преземете за да утврдите за каква состојба станува збор? Ви благодарам за вклучувањето, докторке. Можете ли вака од това? Информации ни што го недостатуваат слушнавте? за да можеме да протолкуваме состојбата и потенцијално постојат повеќе состојби од оние најбанални, тривијални, од повремени прискоци кои што се практично нормален наод во секојдневието за сите луѓе, некои ги чувствуваат, некои не ги чувствуваат. Меѓутоа, доколку се поврзани особено со напор, доколку предизвикуваат несвестици, потребно е да се исследуваат. Значи, потребна е една целосна кардиоваскуларна проценка спрема возраста, полот, претходната историја, значи одредени заболувања, дали пациентката има покачен крвен притисок, маснути, семејна анамнеза, позитивна за одредени заболувања, тие аритми може да бидат исто така со фамилиарна предиспозиција. Потоа дали е пушач, каков е холестеролот, значи ги класифицираме сите ризици кои би можеле да доведат до одредени заболувања во коронарната циркулација, во дебелината на мускулот на срцето, неговата функција која мериме како онаа капацитет на срцевиот мускул за релаксација и така електролитите да не ги заборавиме, можно е да има електролитен дисбаланс, сите тие иони кои учествуваат во она што го напоменав на почетокот, создавање на срцевиот потенцијал и регенерирање, доколку постојат одредени вродени абнормалности или стекнати абнормалности, доколку зема одредени лекови тоа. Значи детален кардиолошки преглед. Преглед, да. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач. Ало? Повелете, во програма сте, ве слушаме. Добар ден, едно прашање ќе ве молам. Повелете. Фала. Едно прашање. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Имате Да, ехо, да, тоа можам да забележам, за да зборуваме континуирано и флуентно, ќе мора да го следите разговорот преку слушалката. Повелете, го слушаме вашето прашање. Вака, сега осекам, значи, кај срцето е голема жештина. Значи, ме слушате? Да, ве слушаме, значи кај градите, кај срцето чувствувате осекам. жештина. А вака си имам прегледано се, имам проширено срце, ми викат. Така, значи имате проширено срце и чувствувате Така, да, жештина така, во гравниот како проширено. кош. Така, ви благодарам за што, значи прашањето ви предпоставам што може да се направи, што би можело ова да биде. жештина и тешко дишење осеќам, не можам да дишам. Докторке, некое подпрашање да немате? Дали има претходни заболувања, интервенции, која терапија зема? Дали земате некаква терапија, некакви претходни заболувања? Само би пресо земам и за притисок имам голем притисок, скоприл 20 земам со 10 комбо. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Врз основа на овие малбројни информации што ги слушнавте, што можете да советувате? Можам да кажам дека доколку навистина постои тоа зголемување на срцето и постојат други абнормалности, стресот во зидот на срцето е поголем и ја нарушува микроциркулацијата. Тоа што веќе го напоменавме, и тоа може да даде до одредени тегоби, како што напомена гледачката, отежнато дишење и стенокардични тегоби, значи жештина, печење, притисок, налагодност, дискомфорт, различни се модалитетите на кои што се изразуваат симптомите. Потребно е да направи детални исследувања и да се види дали ја зема оптималната терапија. Значи проценка дали навистина таа зголемена лева комора, десна комора исто така, да се утврди која е причината, дали се работи за намалена пумпна функција или валвуларен проблем, бидејќи сите тие може да доведат до хемодинамско оптоварување на срцето и кое ако правилно се лекува може да го запре понатамошното влошување, па дури и реверзија да направи, но доколку се работи за иреверзибилни пореметувања, нарушувања кога веќе не можеме да поголем дел од срцевата резерва да го вратиме назад, потребно да се дава адекватна терапија. Сега имаме доста новитети во однос на терапијата за срцева слабост, така што потребно да направи еден темелен преглед. Детален преглед, уште еден гледаш докторке, ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторката и до вас. Едно прашање имам, јас имам опериран кежар Митр 97 година и сега има неколку месеци нозеве, мускулите под колениците и ме болат, не можам да пешачам. Операција предпоставувам дека имате на срце направено, така? Што имате точно направено, каква операција? Байпас имам. Байпас имате, така. Добро, имате уште некој прашање, докторке? Дали болката е провоцирана од напор и дали се смирува кога ќе преќне со напорот? Рекла дека добра е циркулацијата, вика, снимав кичмата и рбетот
и ми рекол дека имаш како некои ишијес там. Дали е може да не болат нозеве, подколениците, мускуло? А подколениците ве болат при движење или во мирување? Не, во мирување не ме болат. Само при движење. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Ова е една клиничка слика типична за исхемија на крвните садови, значи стеснување на крвните садови во долните екстремитети во нозете. Потребно е да се исклучи, не мора да значи дека постои стеснување на крвните садови, но штом пациентот имал бајпас пред 1997 година, веројатноста дека постојат стеснување на други крвни садови расте. Па потребно е да направи доплер на периферната циркулација, за да се утврди дали има стеснување или не. Бидејќи демандот, побарувачката на мускулите при напор, кога има стеснување, се манифестира со болка во подколениците. И тоа што е исто важно е дека и во двете нозе, доколку се работи за ишија, веројатноста е поголема обично на едната страна. Што не исклучува дека и на двете страни, но потребно е да направи доплер на периферната циркулација, артериски. Уште малку да се задржиме на она за што пред малку зборувавме, тоа е ЕКГ при напор, стрес тест. На кој начин се изведува? Пациентот треба да има некаква физичка активност, дека му се следи работата на срцето? Точно. Каква физичка активност обично се практикува? Се практикува или одење на трака, тредмил, или одење на ергобицикл. Возење на велосипед, статички велосипед. Да, во принцип подобар стресор, значи подобар индуктор на работење на целиот кардиопулмонален систем и мускулите е одењето на тредмил. Се одвива во неколку фази, постојат различни протоколи. Протокол за кардиолошка евалуација и протокол за спортисти, за нивната спремност. За кардиолошката евалуација најчесто користен е брусовиот протокол, кој во принцип се одвива во 3 фази, со синхроно зголемување и на инклинацијата на тредмилот и на брзината на движење на лентата. Потребно е да предизвика интензивна работа на мускулите, а во текот на таа работа срцето и белите дробови треба адекватно да обезбедуваат дотур на циркулација, на ударен волумен, нели да се зголеми минутниот волумен на срцето, а белите дробови да вентилираат продукцијата на јаглеродниот диоксид од потрошувачката на мускулите со помош на кислородот кој што срцето го добило, да се вентилира низ белите дробови и да се збогатува кислородот, крвта со нов кислород. Значи потребно да се покачи работата и на срцето и на белите дробови, за да многу кратно, кај елитни спортисти 6 до 8 пати, за да може да се обезбеди правилно работење на мускулите. При тоа, доколку срцето нема капацитет за кардиолошките сега исследувања, доколку нема капацитет од страна на срцевите крвни садови, кои исто така треба да го зголемат својот обем и да го зголемат својот проток, а мускулот е потребно да работи, тука се јавува таа дивергенција помеѓу мускулната работа и дотурот, заради стеснетата артерија која го губи капацитетот да се шири, да се дилатира, и тоа се регистрира првенствено на ехокардиографија, а потоа и на ЕКГ-то. Се манифестира како есте сегмент депресија, доколку се јави таа елевација, да е алармантен податок дека всушност настанува оклудирање на срцевиот крвен сад, всушност е трансмурална повреда, исхемична лезија на мускулот, кога комплетно целиот мускул по целата дебелина останува исклучен без циркулација. Докторке, некои пациенти се плашат да го направат овој стрес тест, да не им се слуши, да не добијат инфаркт. Постои ли таква опасност? Постои, секако дека постои. Тој страф е нормален и природен, но треба внимателно да се изберат пациентите. Оние пациенти кои се жалат на типични градни болки асоцирани со коронарна исхемија, со коронарно стеснување, и всушност не размислуваме многу, ги праќаме директно на одредено исследување. Тука се тие другите модалитети кои ни помагаат, нели, и ехокардиографијата, ЕКГ-то, го цениме ризикот всушност, го класифицираме пациентот. Коронарографијата и не е толку страшна метода во рутинизирани раце, може да даде значајни информации. Нели, но оние пациенти кај кои не постои голем ризик дека има стеснување, не се диабетичари, долгогодишни пушачи, нема типична градна болка и така натака, правилно ги едуцираме да се раздвижат во еден одреден временски период, да стекнат кондиција за да можеме повеќе да ги оптовариме, бидејќи тоа ни е многу важен елемент во однос на
проценката за стрес тестот да биде поблиску до максималната срцова фреквенција предвидена за пациентот. И тоа е максимална како се проценува? Најчесто се проценува како една сума 220 минус возраста на пациентот или 200 фактички кај оние кои веќе имаат болест 210 или 200 минус возраста на пациентот. И кога ќе се стигне тој пулс, значи практично кога ќе се стигне до 85% од максимално предвидената, таа разлика помеѓу 220 и возраста, тогаш ние всушност можеме да го интерпретираме тој тест, да кажеме дека доволно сме го обтовариле пациентот, доволно е обтоварено неговото срце и или си работи со целиот капацитет, а ЕКГ-то ни е нормално или не е нормално, и можеме да донесеме заклучок, односно да го интерпретираме. Доколку пациентот не се чувствува добро, почувствува дека му се слошило, може тестот веднаш се прекине, претпоставувам. Нормално, значи всушност во текот на целиот тест пациентот треба да биде исследуван, да биде испрашан дали чувствува одредени тегоби кои би можеле да укажуваат на намалување на резервата на коронарните крвни садови. Значи во секој момент може да се прекине. Така да правилно, доколку е едуцирани, всушност не представува. Ризиците се доста мали, но со правилна селекција на пациентите. И нормално постојат контраиндикации, оному каде што не смееме пациентите да ги подвргнеме на овие испитувања, како да кажеме свеж акутен инфаркт на миокардот, воспаление на срцето или на срцевијата обвивка, на срцевите валвули, потоа проширена аорта, пулмонална тромбоемболија, тоа се пред се кардиолошки причини. Доколку пациентот има проблем со нозете, сигурно дека нема да може да со коленото или со колковите, тоа се обично ситуации кои не ни дозволуваат да практицира таква физичка активност каква што е предвидена за овој тест. Имаме двајца гледачи на кои што ќе им дадеме предност да ги слушнеме прашањата. Добар ден за првиот од нив. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Убав ден, поздрав до емисијата, до водителката и докторката. Едно прашање овака, значи триглицериди ми се во ред, холестерол во ред, ЕКГ во ред, ми кажува докторите на компјутер, оноа кога го снимава во ред, али понекогаш кога мериме притисок, оноа редовното чукање на срцето, нели, дуп, и одеднаш прекинува, има застој и после продолжува. Често пати тоа ме интересира. Така, па ви интересира како тоа би можело да се утврди, зашто станува збор? Кој е проблемот? Каков е проблемот? Добро. Кажуваат дека е во ред. Сите испитувања кажуваат дека е во ред, но вие чувствувате дека имате прескокнување во работата на срцето? Се случаи кога притисокот се мери, значи оние импулсите прекинуваат и продолжуваат, а не тоа редовно, него понекогаш. Понекогаш. Ви благодарам за вклучувањето, повелете, докторке. Тоа е таа ситуација кога пациентите, луѓето не ги чувствуваат тие тегоби, а ги регистрираат за време на мерење на крвниот притисок, што ме поредко не би требало да биде нешто сериозно. Не мора да значи дека ако е компјутерот, предпоставам СТ коронарографијата е уредна, дека срцето е нема право да има вакви прескоци. Прескоците се дел од спроводните патишта на срцето, кои што ги спроведуваат таа струја и понекогаш може да бидат или зголемена склоност, генетска, или оние електролитни дисбаланси кои ги спомнавме, никогаш најчесто возбуда неспиење во склоп на некаква инфекција, претерана консумација на кофеин, но може да бидат и дел од некои посериозни диагнози. Една таква диагноза е кога кај одредени пациенти, претежно во млада возраст, жени, девојки, значи утврдуваме дека постои ануларна дисјункција на митралниот анулус. Тоа значи дека митралниот главниот залисток, каде што е поставен, во неговата циркумференција, ободот едно делче е потенко и тоа делче во текот на срцевите контракции добива поголема брзина, па го растегнува миокардот под него и тоа место едноставно во споредба со останатиот дел од мускулот почнува да се менува и може да стане место за тригер за тие екстрасистоли прескоци кои може да бидат и непријатни. Тоа може многу лесно да се верифицира со мерење на диастолните протоци на срцето. Одредени брзини треба да бидат поголеми и може да не насочат во правец за ваков тип на, да кажам, посериозни екстрасистоли. Во однос на проценката кај гледачот, потребно да се направи еден холтер ЕКГ, зависно од неговата возраст, останатите ризик фактори, покачан крвен притисок ако има, ако е пушач, седентарниот начин на живење, семејната анамнеза и така натаму, за да се утврди за точно што се работи. Посебно
именно заради тоа што не ги чувствуваат тие прескоци. Така. И имаме такви ситуации кога не ги чувствуваат пациентите, но сепак ги има тие екстрасистоли. А сега тоа го нарекуваме товар од екстрасистоли во однос на правилноста на работата на срцето. Зошто е потребно да се евалуира, доколку се подчести на 3%, 5-7% може да предизвикаат нарушување во механиката на срцето и да бидат основа за една кардиомиопатија и потребно да се лекуваат. Значи една правилна проценка во однос на тоа колку се тие изразени, колку влијаат на работата на срцето и дали е потребно да се третираат директно самите екстрасистоли или придружните состојби кои доведуваат до нив. Така, ќе вклучиме уште еден гледач пред да појасниме се за холтерот. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до емисијата. Благодарам. Поздрав и до докторката и до водителката. Благодарам. Повелете. Јас пред 5 години имав 99% запушување, имам 2 стента. До сега беше се уред, ама сега се замара многу. Правив доплер на вратот. На левата страна имам стеснување на вратот. Бев кај докторката, ништо не ми рече, сега имам закажано за компјутер на 4. И многу се замарам. И од време на време ме боцка срцето. Така како со игла, так. Така, и ви интересира каков совет би добиле од денешната гостинка, од доктор Маја Шушлевска-Павковска. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Пациент кој веќе има докажана исхемична болест на срцевите крвни садови, а сега веќе и нова каротидна болест, го класифицираме во групата на пациенти кои имаат многу висок ризик од вакви избеднувања и потребна е терапијата која што се дава за стабилизирање на тие плаки и формирање на нови плаки да биде максимално оптимизирана. Секако дека онаа статинска терапија која што ја препорачуваме и аспирин или двојна антиагрегациона терапија, зависно од проценката. Тоа обично интервентните кардиолози го одредуваат. Какви се стентовите, каков е новиот наод на коронарографија. Потребно е секако да направи едно динамско испитување на коронарната циркулација, како почетен момент или во консултација со интервентен кардиолог можеби е добро да се направи и коронарографија, а во однос на каротидната болест сега се сложувам да се направи компјутер каротидографија, ангиографија на внатрешните крвни садови во мозокот, за да може да се отцртаат, да се види дали постојат стеснувања, каква е анатомијата внатре на крвните садови во мозокот и уште нешто многу важно, дали оваа плака или други плаки кои ги има емболизираат. Тоа значи дали делчења од самата плака, од тоа замастување се ронат, жаргонски кажано, и дистално патуваат внатре во циркулацијата во мозокот и предизвикуваат лакунарни инфаркти, кои што често пати се типичен наод на КТ на мозок, кога ќе ги најдеме. Во тој случај, доколку постојат такви промени на мозокот кои докажуваат дека овие се нестабилни плаки и дека се комплицираат со тоа ронење и емболизирање, потребно е да се третираат. Зависно од возраста на пациентката и од локалниот наод се третираат или кардиоваскуларно хируршки, значи се врши тромбектомија, се вади ендертеректомија, значи се вади тој атером и се пришива крвниот сад или се врши стентирање. Значи едната и другата услуга е достапна во нашата држава, се работи рутински. Но доколку по друга страна не постојат такви емболизации, доколку постои правилна циркулација во внатрешните делови на крвните садови во мозокот, во тој случај ставовите се да се третира конзервативно. Бидејќи мозокот има малку поинаков тип на циркулација за разлика од срцето, постои на базата на мозокот систем, мрежа на крвни садови кои се создаваат од внатрешните каротидни артерии и од вертебралните артерии и од нив поаѓаат гранки кои како зраци се шират кон сите страни од мозокот. Што значи дека доколку и настанало зачепување комплетно на некој од крвните садови, да речеме едната каротидна или вертебрална артерија, постои пренасачување на таа база, на таа мрежа на крвни садови или циркулус вилис, од каде што протекува крвоток, крв протекува и го напојува комплетно целиот мозок. Доколку таа се одвивала постепено, доколку тоа зачепостеснување на каротидната артерија се одвивала постепено и дозволила редистрибуција пренасочување на крвотокот. Значи снимката што сега ќе направи гледачката всушност ќе даде одговор што треба да се прави понатаму. Да. А ние одиме понатаму со она што ни е на
телопот, а тоа е 24 часовниот холтер EKG запис. Често слушаме дека некој носи холтер или пак ќе ни препорачаат, треба да носиш холтер. Каков уред е тоа? Каде се поставува? Всушност 24 часовден EKG запис се поставуваат истите електроди кои што ги поставуваме и за време на стандардното EKG, но малку собрани на градниот кош, или со 3 или целосно со 12 електроди. Модулот кој што го снима срцевиот запис се поставува како мобилен телефон на каиш на струкот на пациентот од левата страна и пациентот добива инструкции како да се однесува. Всушност тоа треба да биде еден типичен ден кој е карактеристичен за него, да не се воздржува, да не ја прекинува терапијата која веќе ја зема, за да знаеме дали добро ја толерира и дали таа добро го штити ако веќе зема некаква терапија, и се советува да биде малку физички активен за да можеме да видиме како реагира организмот на физичка стимулација. Не пречи уредот на секојдневните активности? Не пречи, само потребно е пациентот да биде внимателен околу начинот на држање, да не одредени активности со рацете во текот себе на физичка активност да бидат смирени, како би возможеле технички да имаме убав запис, да нема артефакти кои би ни го анулирале записот на EKG-то на холтерот. Од што зависи дали пациентот ќе носи 24 часа холтер или пак нешто подолго? Зависи од тоа доколку 24 или 48 часовен или луп рекордер кој што се имплантира подкошно па прави запис подолг временски период во однос на сериозноста на она што ние го бараме. Како на пример ако еден пациент има вентрикуларна тахикардија, не можеме да ги фатиме, има висок ризик од ненадена срцева смрт, тогаш сакаме подетално да го мониторираме во подолг временски период од времето. Па во тој случај поставуваме рекордер, значи снимач кој понатаму можеме да го извадиме неколку месеци или една година да трае и да видиме какви се настани. Значи мора да се фати тој. Мора да се фати, бидејќи доколку постаат тие вентрикуларни аритми кои може да бидат малигни, значи срцето да хемодинамски декомпензира, значи да не може да генерира проток кој би стигнал до мозокот и мозокот станува недостаточен во однос на циркулација, всушност тоа е синкопа, несвестица, меѓутоа ако таа синкопа навремено не биде пациентот вратен или рециркулација доколку не се воспостави, во тој случај може да настане и фатален настан. Секогаш, значи, сите неправилности во работата на срцето може да се регистрираат на ваков начин? Да, значи тоа е целосно снимање, но во денешно време со електрофизиолошки студии може да се провоцираат тие аритми кај посебна група на пациенти кај кои се плашиме. Пред се оние се пациенти кои имаат намалена ежекциона фракција, срцева слабост под 30%, особено со прележани инфаркти, кај што ризикот од овие вентрикуларни аритми е многу поголем. Па во тој случај тие добиваат и вградување на кардиовертер дефибрилатор, значи не само снимач на настаните, туку и направа која што возможува брзо враќање на срцевиот нормален ритм со испалување на струи, значи direct currents, така ги нарекуваме, директни струи кои е потребно овие малигни струи да ги елиминираат за да може да му ослободат простор на срцевиот ритм да се врати во нормала и да срцето ја поврати својата пумпна функција. Ехото на срцето е дел од основните методи за диагностика во кардиологијата. Речи си да нема човек кој што не направил ехо на срце. Дали може да се види се на овој преглед? Не може да се види за жал се, но и покрај модалитетите како магнетна резонанца, стрес магнетна резонанца и така натака PET скен на срцевиот мускул, повторно на сите наши симпозиуми, едукативни состаноци, настани се нагласува основната улога на ехокардиографијата. Бидејќи со неа ние можеме да дадеме еден многу прецизен суд околу тоа дали понатаму треба да продолжиме со исследувања, за да ги објаснуваме тегобите на пациентот, неговите состојби, или можеме да кажеме дека е нормален наодот на срцето. Бидејќи ни ја покажува структурата на срцевите кавитети, големите крвни садови, дебелината на мускулите, работата на залистоците, дали постојат проблеми околу тие залистоци, се отвараат, не се затвараат, дали постојат вродени аномалии кои што се типични за возрастна или помлада возраст или за адултна возраст, како септалниот, интератриалниот септален дефект, кои можеме да ги сретнеме после 30-та година во животот. И исто така постојат функционални мерења кои ги правиме со доплер мерењата во екокардиографијата, кои се многу важни и со кои ние всушност ги мериме притисоците
во срцето, доколку се разбира, немаме добра слика. Што навистина ретко се случува да немаме добра слика и не можеме да пласираме курсор за мерење на Доплер, мерење во срцевите кавитети, а со нив пак овозможуваме правилно мерење околу тоа растегнување на срце, време траењето на срцевата диастола, распонот, тишју доплерите и така натака, со кои можеме правилно да кажеме да, значи не постои проблем на залистуците, не постои проблем во еластичноста на левата комора, не е зголемена левата предкомора, па да речеме дека од таму потекнува таа и таа атриална фибрилација, аритмија и така натака. Десната комора е малку поинаква и оние аномалии кои што се врзани како вродени заболувања на десната комора, не се гледа структурата зидот на десната комора. Тоа особено важи за млади и спортисти, каде што може да нормалниот мускул биде заместен со масно ткиво и во тој случај, доколку имаме некакви проблеми, тахикардии, имаме типичен ЕКГ запис, како например кај бригада синдромот, значи тоа се вродени аномалии, можеме да ги видиме на ЕКГ и асоциации во ритмот или во големината и функцијата на десната комора може да не натираат да го пратиме пациентот на магнетна резонанција и да утврдиме абнормалности во зидот на десната комора. Споменавте како што има стрес ЕКГ, има и стрес ехокардиографија, односно стрес ехо преглед. Кога се прави стрес ЕКГ, а кога стрес ехо преглед? Стрес ехокардиографијата ја зголемува прецизноста на стрес тестот. Стрес тестот е сепак метода индиректна која ни укажува на коронарниот проток преку ЕКГ-то. Сепак постојат одредени пациенти кај кои не можеме да детектираме коронарна болест, но најчесто тоа не е значено стеснување. Значените стеснувања кои се над 70% на крвните садови можеме да ги детектираме. Доколку правилно го изведеме, доколку постигнеме еден субмаксимален максимален напор за пациентот. Но со стрес ехокардиографијата ние всушност ги регистрираме абнормалностите во работењето на левата комора. Значи дали сите делови од левата комора се движат синхроно, во исто време дали сите се задоволуваат или некој заостанува. Дали не само за коронарната болест, стрес ехокардиографијата е важна околу правилната проценка на функцијата на левата комора, како на пример кај одредени болести на залистуците, на пример кај аортната стеноза, доколку имаме една аортна стеноза која не можеме да класифицираме дали е тешка или е лесна, ние можеме да видиме дали срцевиот мускул на напор има виабилитет. Тоа значи има резерва и може да го зголеми протокот, па тој пациент би бил добар кандидат за операција, бидејќи очекуваме дека после операцијата неговото срце ќе поврати од својата ќе врати од својата резерва. Исто така можеме да утврдиме дали оние нејасни состојби диспнеја ги нарекуваме како диагноза медицински, а тоа значи отежнато дишање или глад за воздух. Дали таа диспнеја е резултат на проблем со срцето или е проблем со белите дробови или е психогена диспнеја. Така што стрес ехокардиографијата ни дава подобар увид во сите оние параметри кои ги спомнав од ехокардиографијата, но во услови на напор. Она што во текот на мирувањето ние не можеме да го регистрираме, стрес тестот ни го демаркира. Дали резултатите при сите овие испитувања се веднаш достапни за пациентот? Секако. Докторот понекогаш треба да ги толкува, не знам, подолго време? Да, значи пациентот веднаш добива информација каква е состојбата на неговото срце, или она што буквално околу неговата патологија, или дали треба понатаму да се подвргне на дополнителни испитувања, дали е потребно да отиде на интервенција. Значи, со тоа може да се разграничи, еве, например, кај пациент кој има пласирана стент, еве една покомплицирана состојба, па можат интервентните кардиолози да го испратат на мислење дали тој стент е добар функционално или се комплицира, или постои нова лезија. Со стрес ехокардиографијата може да се утврди дали добива срцето напојување и потребно да продолжи пациентот со редовниот медикаментозен третман или е потребно да прими нов стент, тој стент што е веќе постоечки е потребно да се расшири, да се направи ангиопластика, да се подвргне на притисок и да се шири со така наречен балон и така натаму. А што е со здравите лица кои што повозрасни одлучуваат да започнат со спортување? Кај нив советувате ли да се направи еден стрес тест со кој што би процениле каква физичка активност за нив е најсоодветна? Всушност, стрес тестот кај овие лица, оваа категорија на луѓе, не дава доволно информации, бидејќи нормално дека спортот, како што споменавме, ги ангажира и белите дробови и мускулите.
мускулната резерва каква е резервата на белите дробови и всушност најпрецизното тестирање се врши со ергоспирометрија. Тоа значи дека ги тестираме и белите дробови, потребно да се постави маска која што е поврзана со анализатор на гасови и кој анализира колку кислород трошиме, а колку јаглерод диоксид произведуваме. Различни видови на спортови имаат различна адаптација на срцето и на белите дробови, но и на мускулите. Мускулите се од друга страна и генетски детерминирани, нели немаме сите иста конфигурација на мускулите, некои имаат подолги навести, одредени луѓе имаат по-силни или на пример еве маратонците и спринтерите. Можеме да кажеме дека имаат различна морфологија на телото. Пливачите, балерините и така натаму, значи тоа се различни адаптации на мускулатурата. Но за да знаеме дали еден спортист е во своја фит или аматер спортист е во фит состојба и максимално ги користи капацитетот на белите дробови и срцето, потребно да се подвргнеме нови анализи со кои што прецизно се тврдува синхроноста на работата на белите дробови, нивниот вентилаторен капацитет, мускулите, колку мускулите генерираат анаеробни продукти, јаглероден диоксид, колку срцето го обавува овој дотор, бидејќи директно се мери дотор на крв, потрошувачка на кислород, која што се изразува во метаболни еквиваленти или во милилитри на кислород. Еден метаболен еквивалент се 3,5 милилитри на килограм телесна тежина, кај стандардизирана машка особа 70 килограми. И можеме да процениме која е всушност потрошувачката на кислород од тоа лице. Дали е потрошувачката, например, за нормален субјект е околу 25 до 35 милилитри на килограм телесна тежина, кај срцевите болни, ако е под 15, тие се всушност со изразена срцева слабост и се кандидати за трансплантација на срце. А врвните спортисти имаат многу голем, 60 до 80 милилитри на килограм, меѓутоа тоа се елитни спортисти. Значи точно може да се квантифицира и сега ако еден аматер спортист го тестираме, ние можеме да кажеме дали го заморува организмот, можеме да одредиме неговата фреквенција, токму према оваа врвна потрошувачка на кислород и тие криви анаеробни прагови кои што се анализираат и кои корелираат со срцевата фреквенција. Но ги вклучуваат и овие податоци. Значи податоците за ефикасноста на белите дробови, кислородот во циркулацијата, на тие анаеробни прагови, исто така е важно за кондицијата да не заборавам колку брзо срцето се опоравува после тој физички напор. Тоа ни кажува ако долго време трае таа тахикардија и по прекинот на напорот, дека всушност нешто се случува со срцето. Доктор, ке ви благодарам многу за вашите детални појаснувања во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Секако ми беше задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Имајте пријатен ден.